се прават или навистина заборавиле дека поентата на еден протест е токму во тоа да го блокира нормалниот тек на живење, зашто само така може да се привлече скапоценото внимание на власта и да се изврши притисок врз неа. А ако тоа не беше лесно досега, со стариот закон за јавни собири, ваше е да замислувате како ќе биде од сега. Го коментирате ставот на Хелсиншкиот комитет за човекови права, кој што оцени дека ваквиот закон е дискриминаторски? Добро, тоа е оценка на Хелсиншки комитет за човекови права. И никој не го спори тоа е дел од неговата работа. Меѓутоа, не сегаш тој комитет по мене, тоа е моја лична размислување, може Филип ке спори со тоа, дава адекватни толкувања на некои работи. Како утре ќе го толкуваат с крајот дека некој не можејќи да отиде од почетокот на прилогот да стигне на време до болница, почина црта. Што ќе биде тогаш одговорот на Хелсиншкиот комитет? И што еднашка пак ќе речем се, не изместување на тези, многу пати тоа го рече концентрични кругови, матрица и слично, не се забранува правото на протест. Се ограничува. Зошто не идат да блокираат главата на електростопанство? Нек се трнат од улиците. Јас пак ќе речем, полицијата да го регулира сообраќајот во Скопје. Луѓе, Скопје е проектирано порано како град за 350-400 луѓе. Сега Скопје има 800 луѓе. Инфраструктурата во градот не е тоа негова и моја кривица, меѓутоа нечија е. Ние не сме учествувале сигурно. И тука можеме да се сложиме. Нема алтернативни места каде што може да се помогне. Еве, кога беше вика блокиран, да, беше блокиран патот кај аеродромот, меѓутоа пробав алтернативен пат. Не можеше полиција да ме возможи. Беше блокиран и патот низ селото Петровица. За оној случај кој зборев дека требаше да летам за Лондон. Значи, дефинитивно нема технички можности. Иначе, незадоволството на граѓаните, кои што се сега да граѓаните незадоволни ради ваква или таква одлука или ваков или таков закон, утре ќе бидат други граѓани незадоволни или задоволни. Тоа е работа на лично имање. Инаку, да, и во Франција, и во Англија, и во Германија, и во Кореја, и сегде има протести. А имаме начини како тие протести се ограничуваат или се развиваат. Ако некој смета дека треба така, ние не сметаме. Затоа сметаме дека со закон, каде што на граѓаните ќе им се дозволи, али во определени услови, само да се стави во рамка на еден закон. Филип ќе рече лоше законот, се сложи. Кога ќе дојдат на власт, него го сменат, ќе тереме по тој закон кој што ќе биде нивно. Премиерот Бучковски вели дека во случајот со протестите владата нема со кого да преговара, бидејќи на крај сите патишта водат кон партиите од опозицијата и дека впрочем зад така наречените граѓански протести, според него значи не стојат граѓански опции или граѓански здруженија. Се согласуваш ли со тоа? Тоа е повторно дезавуирање на јавноста. Бучковски знае како да игра, знае каде му одговара да удри. И неговиот сопартиец денеска истите тези ги пласира цело време дека позади стојат партии, што јас повторно кажувам и да е така не би смело да биде спорно зашто граѓанските права се први, а потоа политичките определби. И мислам дека Бучковски ниту сака да разговара, ниту го интересира што се случува. Меѓутоа, ова што се случува како производ на крај донесување на закон е манифестација на страв, затоа што он гледа што се случува. Он си дозволи како премиер да ја обвини опозицијата дека ја дестабилизира државата. Тоа што он не може да отиде на работа на време, тоа што некој му се спротивстава во неговите бескрупулозни намери. Не сметам дека премиерот ќе расчистат, меѓутоа без разлика пред блокадите. Значи, без разлика на се. Значи, тоа што администрацијата негова не може да функционира како што треба, он мисли дека државата е дестабилизирана. Многу големи проблеми има на кои што не им обрнува внимание и кои што веќе почнува да се манифестираат со крајни средства. Значи, кој сака да излезе на протест ако нешто не му е догорено?